најбитни во моментот се индивидуализираните сервиси, значи сервис према потребите на секој индивидуа. Значи градењето на колективни сервиси според мене не е добро, бидејќи не можете да направите еден сервис кој што ќе им одговара на сите. Значи секој лице треба согласно неговите потреби да му се направи план и поддршка согласно она што него му треба. Имам уште многу за работа, пред се во промена на гледање на попреченоста од страна на лицата кои што работат во администрација и пред се и во сите кои што живеат во заедницата каде што лицата треба да ги остварат своите права и дека тука имаме многу за работа, бидејќи она што ќе го напишете на хартија не секогаш се имплементира надоле во праксата и тука е она каде што ние треба буквално да работиме на јакнење на свеста, но и тренизи на сите кои што постапуваат со лицата со попреченост. Во делот на социјалната заштита ЕУ нема тоа што се вика тврдо законодавство и директиви и препораки, туку тоа е она меко законодавство каде што ние нели се усогласуваме со некои препораки, така да највише со Европската социјална повелба и со духот нели во кој што таа обстојува. Сметам дека сме во добар правец и дека новиот закон дава нели можност за развој на услугите кои што им овозможуваат на индивидуите да продолжат да живеат во локалните заедници, што е едно од основните принципи и воделки во кои што ние се водевме, бидејќи ставот на Европската унија е дека треба да се спречи институционализација на лицата со попреченост.